Стигнавме до вториот дел од Утрински зрак, каде ми се придружуваат секојдневно различни гости и говориме на најразлични теми. Денес во вториот ден од оваа работна недела ќе разговараме за сите активности кои што ги има гимназијата Добри Даскалов од општина Кавадарци. За таа цел со нас во студиото е директорката на училиштето, господја Невенка Попангелова. Добро утро и добро ни дојдовте и ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од утринската програма и да ги информираме гледачите за сите активности кои што ги имате во вашето училиште. Добро утро и јас ви благодарам на поканата денес да бидам дел од вашата утринска емисија. Така. Директорке, најпрво еве ќе започнам да ги запознаеме со цел гледачите за околу краткиот историјат на вашето училиште најпрво, а веднаш потоа ќе се префрлиме и на друга тема. Значи, гимназиското образование во општина Кавадарци датира од 1897 година. Со мали прекини во време на Првата и Втората светска војна обстојува и во 1945 година започнува настава на македонски јазик. Најпрво локацијата на гимназијата била во сегашното основно училиште Страшо Пинџур и од 1956 се гради оваа зграда во која што и ние денес учиме. Од 1956 се е новата зграда во која има 14 училници, а потоа во 1976 е направена една доградба со кабинети и лаборатории на два спрата. Во 1976 е изградена спортската сала во нашата гимназија и сега оваа година во 2016 направивме исто посериозен зафат, доградба на 8 училници. Значи денес после тие 72 години гимназијата може да се пофали дека успешно ја остварува својата општествена и културна мисија. Многу ентузијазам, многу труд е вложено за да опстоиме на овој простор денес. Денес се образуваат 780 ученици. Вработени имаме 71 кои што исто посветено работат и на одржување и унапредување на угледот на нашето училиште. Значи, нашето училиште има 5 гимназиски паралелки во година и економско-правна и трговска струка. Ги имаме по една паралелка економски техничар и правен техничар. Значи, во година сме 7 паралелки, 4 години 28 паралелки. Се во гимназијата. Така. Директорка, вие веќе околу 9 години сте на чело на тимот кој што го менаџира средното училиште Добри Даскалов. Оно што тука би ве прашала, какви ви беа почетоците на самиот почеток кога ја превзимавте оваа функција? Па право да ви кажам, јас денес јако се толку години поминати од мандатот, јас се уште имам чувство дека тоа било неодамна. Многуте реформи од што ги имаше во образованието беа причина да се работи со многу брзо темпо за да се опстане, за да се многу енергија, многу сила за да се менаџира сето тоа. Сепак е и одговорност, меѓутоа и чест и привилегија да се управува и да се менаџираат тие работи за да училиштето биде што подобро, да ги прати современите текови, да биде училиште на 21 век. Така. Каква е ангажираноста на наставниците спрема учениците и обратно? Ете, и да го споменеме односот, како стојат работите во училиштето? Дали вие како прв човек на училиштето сте задоволни од таа гледна точка? Да, имаме добро мотивирани професори кои што убаво соработуваат со учениците, ги поттикнуваат на работа, на постигнување на што подобри резултати. Самите професори исто вложуваат во себе, во својот кариерен развој, унапредувајќи ја и својата професија и оние техники за да се справиме со младите денес.
Мислам дека негуваме убава соработка и меѓу наставниците и учениците. Се трудиме таа се да ја унапредиме, се да биде се подобра и подобра. Немаме многу такви проблеми и тие што ги имаме ги решаваме мислам дека добро. На оваа слична тема имавте и предавање во вашето училиште. Еве да кажеме збор 2 и за тоа како поминавте на предавањето, која беше поточно главната тема, кои беа учесници во цел тој процес и така натаму. Станува збор, неодамна имавме предавање на тема ефективна комуникација, значи култура на комуницирање. Заедно со стручниот тим во училиштето почувствувавме дека има потреба, значи да ја во ова време да ја актуализираме таа тема. Подготвивме воведниот збор го подготвив јас, а психологот стручна презентација на тема значи подобра комуникација. Зборувавме и дебатиравме со нашите професори, значи професорите беа и слушатели и учесници во таа наша дебата, кај што се потсетивме на некои од работите за да биде комуникацијата добра, за професионализмот, професионалната етика, понатаму за толеранцијата, како да се биде успешен, значи ги спомнавме сите тие моменти, а психологот од психолошки аспект ги потсети уште еднаш, не потсети всушност сите нас за како е таа добрата комуникација, кои зборови да се употребуваат, кои да се избегнуваат. Понатаму дека и говорот, да се бират и зборовите и говорот на телото се исто значајни во комуникацијата. Сметам дека тоа е едно потсетување и на кодексот на однесување на наставниците. Ние секогаш во прилог за да ја подобриме комуникацијата и да ја усовршиме. Така. Тие беа некако бевме и имавме укажување и од општината, од градоначалникот да се внимава во ова време на и медиумски притисоци, се да се внимава на комуникацијата и на пишаната и на она што се збори, па затоа сметавме за тоа да прозбориме и на ниво на наставници и понатаму со психологот ја проширивме и работилницата со учениците од ученичката заедница, така да ги вклучиме и нив, да таа подобра комуникација, поефективна ја практикуваат и ја прошируваат. Да, ваквите активности се навистина многу потребни, а и корисни во едно. Да. Директорка, исто така тука би било добро да кажеме, средношколците, поточно од 4-та година, го полага екстерното тестирање. Денес треба да излезат и резултатите. Да. Какви резултати очекувате? Како помина тестирањето, деновите од тестирањето? Дали се беше во најдобар ред? Имаше ли некој проблем? И кажав и претходно за резултатите да прокоментираме. Дали очекувате добри или одлични резултати? Значи, матурантите во учениците од завршната година полагаа екстерно во 2 термина по сите предмети. Во 2 термина беа опфатени сите матуранти. Помина во најдобар ред, бидејќи ова веќе не е пракса. Значи, неколку години се одржува екстерното проверување, немаше ниту технички проблеми, неколку ученици оправдано отсутни. Сега по лицата резултати јас се уште ги немам видено, меѓутоа како тие излегуваа и колку време им требаше да го решат тестот, очекуваме да бидат добри резултатите. Така, според анкетата на мојата колешка Мартина Митков од Кавадарци, која што ја направи во едно од информативните изданија на К1, учениците говореа дека се задоволни од прашањата што ги одговориле и дека сосема тестовите биле и лесни. Мислам дека има и време да се подготват за тоа, да ги погледнат прашањата и така. Така. Кои се ваши други тековни активности во училиштето? Па во училиштето тековните активности сега најприоритетни ни се оние 8 училници што ги доградивме, некако да направиме да ги ставиме во функција. Ги опремивме со дел од средства од локалната самоуправа,
значи со столчиња и клупи, и сега очекуваме да финализираат оние преговори за останатиот простор. Една од училниците ќе биде опремена од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и како една современа средина за учење, значи под менторство на факултетот ќе опремиме таа училница и понатаму ќе го користиме тој простор. Исто и од локалните бизниси, од Кожувчанка ќе донира современи смарт табла за подобро опремување на училниците и уште со неколку од бизнис секторот ќе ви се обидеме за да ги реализирате комплетно училниците. Покрај опремување, значи физичко со клупи, столчиња, смарт табли, нас ќе ни е потребно и во периодот се обидуваме добро да се изорганизираме, значи потребно е распределбата на часови да биде направена поинаква за да може да го искористиме тој простор оптимално и да се обидеме, значи да не бидеме во две смени како што сега се одвива наставата, во тој простор дополнителен, да ја организираме наставата, значи не во две смени, во една смена, можеби до 3 сатот, но да не изгубиме на квалитетот на наставата. Значи, во периодот до крајот на учебната година ќе се обидеме тоа да биде добро осмислено, добро опремено и да стартнеме новата учебна година од септември. Да, од септември. Освен овие 8 училници кои што ги споминавте дека се направени плюс во училиштето, дали нешто друго во однос на инфраструктурните проекти е направено во училиштето или дали можеби ќе се направи оваа 2017 година? Во периодот што измина во овие десетина години е многу вложено во инфраструктурата во училиштето. Постојано имавме подобрување на просторот за учење и работење. Најпрво со средства од локалната самоуправа се реконструира административниот дел во училиштето со нови прозори, нов канцелариски мебел, нови функционални простори. Значи најпрво тоа се опреми, понатаму училишниот двор на учениците имаше реконструкција во него со нови клупи, потоа нов влез на учениците. Преку општината влеговме во проектот на Светска банка за енергоефикасност и се направија неколку активности кои што со завршната фаза резултира и со доградбата на овие 8 училници. Значи имавме интервенции во грејниот систем, сите прозори во училиштето се променети. Променета е термофасадата на училиштето, променет е кровот на училиштето и ова со 8-те училници е исто пак делот како завршна фаза на проектот за енергоефикасност. Значи со намалување на грејењето да биде училиштето и во тој дел енергоефикасно. Споминавте дека имате подршка и како од домашни, така и од странски институции, да ги кажам. Колку се битни овие релации, дали ви служат за сите оние замислени цели кои што ги имате во училиштето, колку ви помагаат, а потоа ќе се префрлиме и на соработката со другите училишта надвор од земјава кои што ги имате? Најпрво мислам дека е потребно да имате добар тим од мотивирани професори кои што сакаат да учествуваат во тие сите проекти. И сите наши соработки, дали во Републиката и надвор, ние ги негуваме. И постојано аплицираме на проекти. Не секогаш и ги добиваме тие проекти, меѓутоа континуирано се обидуваме. Има речиси професори од сите кои што и сами изнаоѓаат да се аплицира, да се учествува во дали со учениците, дали со професорите и така. Каква улога, извинете што ќе ве прекинам, каква улога имаат родителите во целиот овој процес? Дали можеби придонесуваат и родителите за сопствените деца да
да учат во подобри услови. Како што и во основните училишта, дали може би тоа функционира и во средните? И родителите ни се вклучени во воспитно-образовниот процес, меѓутоа не толку многу со нивните активности. Започнавме еден проект Мојата идна професија, каде што ги вклучувавме и родителите кои што се некои истакнати професионалци во својата област, а и се истовремено и родители на некои од наши ученици да зборуваат за својата професија, за нивните почетоци во професијата, зошто ја избрале таа професија. Се трудевме да бидат од различни профили и тоа беше проект кој што само на матурантите, со помош на ученичката заедница, само пред матурантите како нивна професионална ориентација. Учествуваат и во некои еколошки акции, меѓутоа и во некои предавања, меѓутоа мислам дека би можеле овде со родителите да ја интензивираме соработката. Некако бидејќи се повозрасни нашите ученици. Споменав и во претходното прашање како стоите со соработката со училиштата надвор од земјава. Јас се информирав од вашата веб страница на училиштето, но еве ќе ви дозволам и на вас да кажете збор-два околу тоа. Со училиштата и во Републиката ние исто соработуваме. Соработуваме најпрво со сите средни училишта што ни се во градот, во општината и во Неготино. Потоа соработуваме со скопските училишта, со Градежниот училишен центар Здравко Цветковски, со Орце Николов, Георги Димитров, со Крушевското средно општинско училиште. Значи со училиштата од Републиката учествуваме, соработуваме, учествуваме на заеднички проекти. Со училишта надвор од нашата Република соработуваме со од Бугарија, со училиштето од Сандански и со втората јазична гимназија од Софија. Со училишта од Србија соработуваме со првата Крагуевачка гимназија. Таа соработка ја реактивиравме, инаку таа е повеќе од 30 години соработка со нашето училиште. Значи, потпишана е соработката со училиштето многу одамна. Некое време имаше пауза, па сега повторно ние се здруживме и учествуваме на заеднички проекти. Понатаму од Република Српска со училиште од Углевич, тоа е градот со кој што нашиот град соработува и е збратимен. И тука да не ја изоставиме и Шведска. Ете и за тоа малце да ваши ученици беа и таму од неодамна почнавме да соработуваме и со училиштето од Шведска. Од училиштето е Курт Николин од Финсбанк. Во него работи еден наш сограѓанин Златко. Така и почна на соработката со тоа училиште. Ние учествувавме на нивните проекти. Отидовме исто на посета во училиштето, а сега сме и заедно вклучени во еден проект од Националната агенција, проектот од Еразмус Плюс, интегрирање во училница на информатичка технологија. Имате доста реализирано проекти со Еразмус Плюс програмата. Ајде ете да кажеме нешто подетално и околу оваа програма, колку ви помага и колку им помага на учениците. Значи, интегрирано учење во училница е овој проект кој што се уште трае. Тоа е 2 години. 2 години и ние сме како еден од 5 партнери во тој проект. Проектот, во него учествуваат 2 факултети, тоа е факултетот од Гоце Делчев од Штип и Техничкиот факултет од Софија и средни училишта од Македонија, нашето училиште и Градежно-училишниот центар од Скопје и средното училиште втора јазична гимназија од Софија и шведското училиште со кое што ви кажав, значи и оваа соработка. Овој проект има за цел да ги унапреди знаењата на наставниците по информатичка технологија и тоа се случува по тие обуки во кои што сме вклучени како училиште. Меѓутоа главната придобивка на овој проект е
е правење на отворени едукативни ресурси. Ние сега имаме задача да ги правиме тие отворени едукативни ресурси по различни предмети и понатаму тие отворени едукативни ресурси најпрво ќе се прошират, значи во средината во која што сме, па со овие сите партнери од училиштето имаме една отворена платформа на која што се поставуваат овие отворени едукативни ресурси и служат исто како, значи, за унапредување на наставата во нашето училиште и за сите наши партнери и училишта со кои што соработуваме. Така. Со Националната агенција, освен со овој проект, сме учествувале во користењето на оние контакт семинари. Неколку од нашите наставници имаат во Германија, Италија, во Бирминген, кај што се одржуваат контакт семинари, кратки, на кои што на некоја тема се остваруваат контакти со учесниците на семинарот и се развиваат идеите Така, на проектите за понатаму. Така. Значи, професорите го пренесуваат тука, верувам, и на учениците и на самите колеги кои што сте во вашето училиште. Сега се роковите за аплицирање повторно, значи, на Националната агенција, со едно училиште на кое што сме запознати на тие контакт семинари, ќе продолжиме со работа. Се надевам на позитивен исход на проектот. Така. Споменавме околу таковните активности и сите оние проекти кои што ги имате, но не кажавме и за наградите кои што ги имате во училиштето. Верувам дека многу награди го красат вашиот зид во училиштето. Ете да ги споменеме сите оние кои што се најбитни. Верувам дека ги има многу и дека не се памтат, но ете тие кои што ви се ваши најдраги, најдобри да не речам, да ги споменам. Ние посебно сме горди, значи, како училиште, на учениците кои што учествуваат на надпревари, со тоа го афирмираат нашето училиште, афирмираат и градот. Така. Значи, имаме политика во училиштето и охрабрување на учениците да се надпреваруваат на сите надпревари што се организираат и во државата и надвор. Така. Битно е секогаш учеството, не е битна толку наградата колку учеството што е битно. Значи ги поддржуваме за учество, а и добро се подготвуваат и мислам имаме богата традиција за награди по сите предмети. Од колегите по македонски јазик и литература исто има многу први награди на државни првенства, учествуваат во сите конкурси за есеи на разни теми. Понатаму учествуваме и на меѓународни надпревари со театарски представи, менторирани, значи, од професори по македонски јазик и литература. Учествуваме неколку години на Утринат звезда, тоа е меѓународен фестивал на таленти во Бугарија и па речиси ги земе некои од првите места. Понатаму и за природните науки исто се учествуваат нашите ученици на сите надпревари, математика, хемија, биологија, Мора да се спомене тука и спортот и спортските активности на надпревари кои што секој училиште ги има. Исто сме добри, затоа што еве минатата година не сме ние физкултурно училиште, меѓутоа екипата на женски беше прва во државата. Добро се подготвуваат, добро се тренираат, постојано се на овие квалификации и во републиката и на државните првенства, значи што ги организира. И во музиката и спортот, и во музиката исто ги негуваме надпреварите. Постои училишен хор, училишен оркестар, па и неколку години на државно првенство први награди зема и училишниот хор и оркестар. Учествуваме во оној надпревар наноматеријали што го организира Металуршко-технолошкиот факултет. Тоа е една нова тема на која што младите прво ги изучуваат знаењата, па подготвуваат презентации. Постојано имаме тимови предводени од наши професори биологија, хемија, физика, кои што ги подготвуваат и учествуваме и земаме исто награди на наноматеријали. Учествуваме и во оној надпревар лидер на струка. Тоа е
за учениците од економско-правната и трговската струка. Обично надпревари, тоа е неколку години трае. Претходно имаше надпревари само по општо образовните предмети, па овие ученици од економско-правната и по стручните предмети нема каде да го покажат своето знаење. Исто учествуваме и во образовните рандевуа. Тоа е исто надпревар за учениците од стручните паралелки во различни категории. Имаме освоено повеќе награди за дизајн на веб страна, интервју за работа, во ораторство. Како што кажавте и на самиот одговор од прашањето, дека вашата политика на училиштата е сепак од секоја област да земате учество во сите надпревари кои што се одвиваат во земјава, па и надвор од неа. Тука исто така би ве прашала колку медиумите придонесуваат за промоција на вашите активности во училиштата. Дали сте задоволни од страна на медиумите за се она што се одвива во вашето училиште? Медиумите се значајни во промоција на училиштето. Задоволни сме од презентацијата во медиумите, меѓутоа мислам дека би можела да биде уште подобра, затоа што имаме многу убави настани кои што не се покриени медиумски. Се обидуваме на веб страната да информираме за се што се случува, меѓутоа медиумски не сме многу присутни. Би можело тоа да биде со повеќе време. Тука е и нашата телевизија, доколку ја информирате, да ние сме секогаш тука за вас да ги покриеме сите оние настани на кои што ви е потребна нашата помош од страна на нашиот тим од информативната редакција на КАДЕ. Сега за крај еве да кажам и да го заокружиме разговорот. Кои се едни активности и проекти кои што следуваат во оваа нова 2017 година? Ја нареков нова бидејќи влеговме во нова година. Па во 2017, како што ви кажав, најголемиот фокус ќе го насочиме за доопремување, до организација на тој нов простор што го имаме. Овие тековни проекти од Еразмус ќе продолжат и оваа година да се случуваат. Аплициравме на неколку нови проекти кои што го очекуваме исходот. Соработката ќе продолжи понатаму со сите овие што ги спомнав училишта во Републиката и надвор. Проект кој што ни заостана, сакаме да го дореализираме е издавањето на монографија Времеплов. Значи ние подготвивме и требаше да ја испечатиме некаде за нашиот јубилеј 70 години од постоење на гимназијата, меѓутоа поради така технички недоработености сега да го дозавршиме и тоа. И ова година повторно ни тековните работи што ни предстојат да подготвиме добра промоција на училиштето, успешно да завршиме државната матура, што се некои проекти кои што се тековни и да привлечете секако многу повеќе ученици од септември. Да. Мене ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте поканата да бидете дел од утринската емисија. Ви посакувам понатамошна успешна работа и се надевам дека повторно ќе бидете дел од нашата утринска емисија. Ви благодарам и вас на поканата.